Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам убав ден и во ова денешно издание на емисијата Фактор здравје. Нова тема обработуваме ова утро, а зборуваме за промените кои што се случуваат на кожата во есенскиот период или проблеми кои што можеби се активираат и се влошуваат, како навреме да препознаеме, што да преземеме, како да се однесуваме и како да ја одржуваме кожата здрава и негувана. На оваа тема разговараме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од приватната здравствена установа Дерма Нова. Таа е веќе со нас во студиото. Добро утро, доктор Верче, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство. Така, тема која што е актуелна во овој есенски период, велиме, се случуваат промени, ама трпи промени и кожата. Што како најчест проблем или промена се јавува на кожата во есенскиот период и заради што? Па така, генерално промените на кожата се должат на промените и варијациите во температурата, кои што се и на дневно ниво, значи големи разлики, и постепено доаѓа до се пониски температури. Тие доведуваат до преголемо пресушување на кожата, бидејќи водата веќе не се задржува доволно, значи хидратацијата се намалува, кожата станува се посува, дехидрирана и ја губи својата заштитна функција, поради што станува склона на иритации и е секако почувствителна. И што е најважно, оние лица кои што имаат веќе одредени хронични заболувања, што се поврзани со кожната бариера, сега се активираат. Особено како што е екземата или народно кажано, уствари тоа е народниот израз, екзема или атопискиот дерматит. Потоа розацијата исто така се активира во период, себорејата, псоријазата и генерално, значи, состојбите кои што се поврзани со пресушување на кожата, дехидратација, меѓутоа исто така сметаме дека во овој период едноставно и хормоналниот настануваат одредени хормонални флуктуации, нивото на стрес е малце повисоко. Септември е најдолгиот месец, значи месец во кој што имаме почнуваат со работа училиштата, градинките, средните школи, така да сето тоа на некој начин влијае во смисла и да го намали малку имунолошкиот одговор и да доведе до пречувствителност на целиот организам и како целина, не само кожата. Значи сето ова влијае на кожата, се манифестира надворешно, посебно оние кои што ги имаат овие проблеми со хроничните заболувања на кожата, како што ги споменавте, знаат веројатно во кој период од годината како и што се случува, па преземаат нешто навреме. Обично на почетокот, значи кога ќе дојдат во ординација, и почнуваме да ги распрашуваме дали порано сте го имале вакви проблеми слични, па кога ќе размислам, истото ми се случуваше во истиот период и лани. Значи тоа на тој начин ги забележуваме тие сезонски варијации, како сезонски варијации во однос на промените на кожата поврзани со надворешните температури, односно сезоната кога се менува. Исто така има и како пациентите забележуваат и во однос на редовната нега, велат кожата се презасити, веќе не одговара на оваа нега, на оваа крема веќе не ми одговара. А била добра и убава претходно кога ја користеле. Резултат на промени и во потребите на кожата, бидејќи во овој период таа бара повеќе нега, повеќе хидратација за да и се врати таа заштитна бариерна функција и со тоа да биде поотпорна на појава на иритации, воспаленија и влошувања. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Повелете, јавите се, поставете прашање за каков било проблем со кожата кој што го имате во моментов, за да го добиете советот и препораката. За кожата во есен или нега на кожата во есен или најчестите промени или проблеми кои што се јавуваат со кожата во овој есенски период, разговараме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од приватната здравствена установа Дерма Нова. И споменавте на самиот почеток дека оние постојни хронични кожни заболувања може да се влошат во есенскиот период. Неколку се, ќе почнеме со екземата како најчеста и нешто за што најмногу веројатно бараат консултација, совет или пак препорака од дерматолог. Бидејќи е присутна во детската возраст,
иако имаме ретки случаи во кои што може да се јави и кај возрастни за прв пат, особено кај пушачи. Меѓутоа, како и да е, кај децата е најчеста и овој период се влошува, бидејќи имаме варијации во температурата, кои што доведува до пресушување на кожата, односно кожата кај нив и онака не може да ја задржи водата во горниот слој, бидејќи имаат одредена и генетска предиспозиција во која што на некој начин има нарушена функција на заштитниот хидролипиден слој. И тој пати токму во овие ситуации. Штом кожата стане посува, таа е порозна и може да станува и лесно иритабилна на било какви влијанија од надворешната средина. Тука се сувиот воздух, загадениот воздух, одредени иританси, значи тоа се во воздухот кои што може да ја влошат, кои што се секојдневни и секако оние кои што се контактни, односно она кое што детската кожа доаѓа во допир, тоа е облеката. Секогаш треба да се избира памучна ткаенина која што е најмалку иритабилна и едноставно велиме кожата дише со неа. Другите синтетички материјали ја иритираат нежната детска кожа и меѓутоа има и природни материјали како на пример волната која исто така може да ја иритира атопичната кожа. Најважно во овој период е да се обрне внимание, поголемо внимание на негата, бидејќи во летниот период поради високите температури потните и лојните жлезди се поактивни и тие ја подмачкуваат, ја намастуваат кожата и на тој начин ја чуваат, како да кажам, заштитена и ја враќаат таа одбрамбена функција. Значи сега веќе и дополнителна нега е потребна, така, значи, во овој малку период. да се обрне внимание на негата, и тоа би требало да бидат оние емолиенти ги велиме, односно млека за тела, кои што во овој период треба да бидат погусти, значи да бидат помасни, бидејќи едноставно многу побрзо, на пример, еден обичен лосјон, водест лосјон, полесно испарува, додека масната крема едноставно ствара како заштитен филм и на тој начин не и дозволува и онака малку водата во кожата да остане подолго време и кожата ќе биде подолго време хидрирана и мирна. Така, имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Поздрав до вас, поздрав до докторката. Ви благодариме. Јас една година имав проблем со кожата. Неверојатен проблем имав. Почнал од главата и цело тело. Одев и на кожен неколку пати. Што не се ми припишува да не ме задржувам, дури ми препорача апчине што ги нема тука, атарач од Грчка, ништо не ми помогна. Верували ли не, матичната мене ми помогна. Што ми рече? Секој ден да пијам електролити, да пијам чиста супа само со коцка на сабајле, на вечер чај. Сега не знам дали да продолжам уште со електролитите, а ги пијам 2 недели и дали да продолжам со лоратадин. Само тоа ме интересира. А сега промените и проблемите што ги имавте на кожата во тој период исчезна? Одлична сум. Верувајте, после 5-тиот ден одлично се остав. А година дена мака мачев. А какви ви беа тие промени на кожата? Молам? Какви промени имавте на... Хидратација имав. Хидратација на кожата имав. Добро. Добро, доволно е. Ви благодариме за јавувањето и веднаш ќе чуете совет. Генерално, најверојатно, мислам, нели кај пациентката е имало дехидратација, односно пресушување на кожата, кое што чеша и ве прави нервозни, не може да функционирате, значи тој јадеж е оној кој што обезпокојува. Доколку електролитите помогнале, тоа значи дека имало некој дисбаланс во електролитниот статус и со негово регулирање се смириле промените. Меѓутоа, сепак треба, најверојатно испитано е се, бидејќи најчесто кога имаме цела година, значи не било сезонски поврзано, штом траело долго време, поготово кај повозрасни особи, неопходно е кога ни се жалат на јадеж и на сувост на кожата да се направат проширени биохемиски анализи кои што ќе ја утврдат натрешната состојба на многу витални органи кои што можат, чија дисфункција
односно нарушена функција може да доведе до јадеж и пречувствителност на кожата. Тоа се на прво место бубрезите, црниот дроб, значи тироидната жлеза, што е исто многу честа проблематика во денешно време, и секако еве и електролитниот статус и одредени други параметри, воспалителни маркери, одредени фокуси во организмот исто така може да доведат до такви некои. Тоа е всушност на некој начин и имунолошка една некомпетентност во која што организмот можеби претерано реагира на надворешни дразби што инаку не би реагирал. Така да не е лошо да се провери тој електролитен статус кај пациенткава, за да знае дали да продолжи да ги зема тие електролити. Така да, и што матичната го препорачала тоа, така добро е. Да, хидратација, повторно внесување на повеќе течности и слично. Меѓутоа најважно е нели да се тоа детектира биохемиски, да се докаже за да не отиде сега во друга. Така да, затоа што некои работи не можеме неограничен период да ги користиме. Кога е хронична терапија, така се знае дека таа се почне. Особено кај повозрастните имаме можеби и коморбидитети од типот на, не знам, хипертензија, слично хиперлипидемија, диабет и така натаму, бубрежна инсуфициенција. Меѓутоа, еве ако пациентката и верува на матичната и она ја следи, најверојатно ќе знае што понатаму да направи. Така да, а добро и некогаш кога ќе се реши проблемот побрзо, бидејќи промените на кожата некогаш знаат да бидат упорни, долготрајни и во третманот, додека дали едно одговара, дали друго, секоја кожа различна, па поминува и доста време. Точно, точно. Мислам, секогаш кога немаме точна дијагноза, значи битно е да се постави дијагнозата, лекувањето е малце нели дискутабилно и може и да биде неуспешно. Меѓутоа кога имаме точна дијагноза ќе можеме и да знаеме со што се справуваме и како да се справиме со тоа. Јадежот кај возрастните е болна проблематика која што е многу честа за жал и бара поопсежни исследувања за да се дојде до причината и да се помогне. Така да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Ало, јас сакам поново да се јавам. Вие сте? Јас сум на лекарката. Јас све испитав. Предпоставав, штом траело година дена. Абдомен и тироидна. За тироидната примам од 25, малку не ми е добра тироидната. Само тоа сакав да ја објаснам на лекарката. Добро, ете истите работи што ги препорачавте да се направат, веќе се направени. Тироидната дисфункција е многу честа во нашава поднебје, особено кај жените. И секогаш кога имаме било каква проблематика со кожата, бидејќи знае да биде асоцирана во смислост на претерана сувост, јадеж, претерано појава на нагласено црвенило при поминување по кожата, тој дермографизам, исто така вака кога ќе се поминете без да чешате, ако долго време обстојува, и останува како линија. Провери. Хашимотото исто така е многу често, значи и дури и антителата да се проверат и поднатаму да се следат, затоа што понекогаш ако причината е таму и ние даваме терапија, мачкаме, атаракс, лоратидини, антихистаминици и така натаму, сепак нема да има резултати додека не се најде причината и не се стабилизира таа функција која што на некој начин била нарушена. Така да. А дали треба електролитите понатаму? Еве соматичната најдобро ќе си се консултира, бидејќи таа и најдобро ја следи состојбата на пациентката, односно нашата гледачка која што се јави. Екземата, псоријазата, розацејата, акните, сите тие се нели некои кожни проблеми кои што во различна сезона во годината може да се активираат, да се влошат или да се подобрат, бидејќи има и периоди во годината кога им оди во прилог времето. Како екземата, например, преку летниот период, како што објаснивме, е подобра, токму од тие причини, бидејќи потните и лоните жлезди ја подмачкуваат, она што и фали тој заштитен слој. Сега тој почнува да се губи и мора да го надокнадиме. Обично пациентите или најчесто родителите, бидејќи се работи за деца, знаат да престанат да ги нанесуваат емолиентите кога кожата е смирена, меѓутоа сепак особено во овој период и пред да се појават промени, да почнат со таа малку нагласена нега со емилиенти кои што имаат повеќе масни компоненти во себе, како линолинска киселина, глицерин, парафин, церамиди и така натаму ги има во аптеките. Најдобро медицинска козметика да се користи и да се користи онолку колку што е потребно. Некогаш не е доволно само месец е малку, така? Или може ќе се почувствува подобрување? Во овој случај кај екземата тоа е постојана нега. Значи не е еден месец, не е само вовед во новата сезона, туку треба да биде постојано и на некој начин ќе превенира. Дури имаме и нови студии кои кажуваат дека ако се почне со оваква нега кај новороденчето, се намалуваат
можностите за појава на атопичен или пак во помала, не толку нагласена клиничка слика. Така да секогаш превенцијата нели е, како велиме, половина здравје или пола излекување, така да се почне веднаш со емолиентите и да се нанесува колку што е потребно на кожата. Бидејќи не сме сите исти, значи и екземата со различен интензитет се развива кај различни дечиња. Кај некои имаме претерано сува кожа, значи многу сува кожа која што буквално е како рапава на допир. Кај нив можеби ќе биде потребно повеќе пати на ден да се нанесуваат емолиенти. Кај некој е доволно само еднаш навечер или после капење. И капењето исто така не треба да биде секојдневно, особено како што заладува, треба да се разречи. Бидејќи не се потиме веќе толку, нема потреба, бидејќи секое капење, иако е и со вода и со специјални средства како маслени купки, сепак ја исушува кожата и треба да биде поретко, треба да трае пократко, да не е долго, да не е со многу топла вода, исто така. Тоа е проблем исто и кај повозрастните кои што обожаваат, нели, многу топли тушеви и кај нив тој циклус на премногу сува кожа и јадеж знае исто така да се повторува и да се вртат во круг. Кај екземата, кај дечињата, значи кратки туширања, поретки со не многу топла вода и веднаш после тапкањето, после излегувањето од потуш, да се нанесат тие емолиенти, односно млека за тела за нега на кожата. И така кожата ќе биде хидрирана и мека и тоа се чувствува. И детето ќе биде поспокојно и подобро ќе спие и се одразува. Нема да го измачува состојбата, а тоа дополнително нема да ги измачува и родителите, бидејќи не е едноставно и лесно. Претпоставувам кратки практични совети, нели што може да направат. Например, за да се врати влагата во воздухот, на влажност да има. Ние имаме повеќе потреба нели и од прочистувач. Заради загадениот воздух, да. Меѓутоа многу се важни и навлажнувачите, така во овој период. Да, особено сега кога ќе почне и грејната сезона, ќе бидат навистина неопходни. Така. Розацејата, псоријазата? Што тука ќе кажеме? Да, исто така сезонски се јава во овој период, бидејќи розацејата или црвенилото, така кое што го има на лицето. Може да се манифестира како црвенило, меѓутоа може некојаш да се манифестира и со мали ситни гнојарчиња. Па знае да биде поистоветено со акни, некогаш имаме како да кажеме грешка во дијагностиката, а терапијата е сосема различна, затоа е неопходно тоа добро да се дијагностицира. Значи, розацијата може да биде како црвенило, како гнојарчиња, може да биде и како сувост, како перутање на кожата да се појави во овој период. Значи, дури како себороичниот дерматит, да речеме, тие дерматози во лицевата регија се многу деликатни за диференцијална дијагноза. Јас во последно време ја користам дермоскопијата и во дијагностика на овие дерматози, значи не само на не само за бенките, така и карциномите. Особено кај розацијата има еден паразит, тоа е микроорганизам кој што е нормално присутен во нашата кожа, во нашите пори, меѓутоа кај розацијата тој знае да се намножи, особено во овој период и се гледа многу убаво под термоскопот од сината светлина, која што е инкорпорирана во последниот модел и многу ни помага во дијагностиката и разликувањето, дали е акне, дали е розација. Кај розација гледаме само сини точки, поради тој демодекс, кај акните имаме црвени точки поради кутибактериум акнес, кој што е предизвикувач еден од причините за акните. Така да имаме ситуации во кои особено кај адултно акне, односно жени повозрастни кај кои што почнало акни да се јавуваат, а не очекуваме дека на таа возраст треба акни, така ги поврзуваме само со тинејџерскиот период или младата возраст. Во однос на, значи, еве, кај розацијата, па и кај акните да речеме, еве, имаме задебелување на површниот кожен слој поради тоа што во летото кожата се брани од сончевите зраци и прави едноставно задебелување за да не толку многу и длабоко навлегуваат UV зраците и затоа го имаме и тој потемен тен всушност. Сега, кога веќе влегуваме во есенскиот период, тој задебелен слој ги затвара порите и имаме појава пак на влошување на акните. Значи, овој период неопходно е добра ексфолијација, ама да не се протерува еве за акните, и добра хидратација за да може да се врати, бидејќи дехидрираната кожа и кај акните, иако е масна, може да го успорува
процесот на заздравување кај акните. Така да. Некогаш кога ќе одите на третман па ви велат дехидрирана ви е кожата, а како јас надворешно тоа не го забележувам, нели некоја комбинирана лупа се или гледа мрсна, малку да, ама да. подобро. Ние самите не го знаеме тоа, всушност на кожата е потребна поголема хидратација, да. Така, Затоа е најдобро било така кој секогаш тип на кожа, да. било кој тип. Имаме гледач на линија, добро утро и за вас. Повелете. Добро утро, ќе го намалите само тонот на телевизорот за да можеме убаво и да се слушнеме. Добро утро. Добро утро. И јас го имам намалено, само јас малку зборувам потивко, мислам, еве сега да се... Добро, еве сега ве слушаме. Докторката, поздрав и до вас. Ви благодарам. И да кажам, тоест да прашам, јас имам стално акнили, тоа мозолчиња под мишките, под градите, под ципите, малку сум покрупна, теа подебела, меѓутоа многу потам, како то потење јас да го тргнам и дома да работам нешто и што било, одма цела се потам. И сите, јас на кожни колку пати сум била, секакви кремови. Сега нешто малку дезодоранс ми помогна, става под градите и изостана флекито, се изгуби нешто и во ципите исто така, поготово летно во време јас не знам колку имам тежини од тие акни што ми се уваат, чешање и миење секој ден и мачкање и тоа не може да Едноставно не ви помага, да. Докторката некој помош. Така, некој совет ќе биде добре да иден. Да, ви благодариме за јавувањето. Да, многу од луѓето се соочуваат со проблемот со прекумерно потење. Едноставно не мора да е надвор толку топло времето. А тие тоа може многу да се биде потат. резултат на повеќе работи, кај господјата најверојатно самата обезност и инсулин интолеранција можеби. Значи треба евентуално и да се испита искриен шекер, бидејќи тие знаат да одат и со појава на такви акни во местата кај што ние ги викаме интертригенозни регии, кај што има триење, изголемена температура и во случајов изголемено потење, па и самата микрофлора тука се менува и може да дојде до појава на такви акни. Меѓутоа треба да се направи добра диагностика, бидејќи има и одредена состојба која се вика хидраденитис супуратива, што може да оди со таква манифестација и треба тоа, за тоа има сосема друго лекување. Така. Добро е да се направи еден дерматолошки преглед, па на тој дерматолошки преглед не само оваа состојба, така ќе се искористи моментот така да се видат и другите работи. Кај некои лица потењето е и генетика, да речеме, меѓутоа сепак мора прво да се исклучат можните органски причини. Така, да го слушнеме и следниот гледач, па ќе погледнеме блок реклами. Добро утро и за вас. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до сите во студиото. Ви И да благодариме. прашам, вака, ме интересира дали во моментот ми збега мислат, дали алергијата придонесува чешање на цело тело. Затоа што јас ми рекла дека имам нешто со носот ми тече, чиста вода, а не можат практично они да откријат, ја мислам дека синуси, они не може да откријат дали е тоа синуси и ме прегледаа без таму за уво, нос и грло, све ми рекла дека цела алергија сум. А имате и некакви промени на кожата? Кожата веќе тоа е друга работа, имам ја промени, имам ја хормонално пореметување со кожата, уште кога ја го родив првото дете и тоа не даде знак да живот 10 минути, така да беше цел пороѓај беше и ја претоа имав без... Така, да, јас ви благодарам. Во интерес на времето, извинете што ве прекинувам, доволно беше ова што ни го кажавте, ќе погледнеме блок реклами, па советот и препораката ќе ги чуете веднаш по рекламите, затоа останете со нас до самиот крај.
Веднаш по рекламите да го дадеме советот и препораката, иако како информации не ни беа толку доволни. Затоа велиме секогаш, нели, кога докторот ќе се дојде на преглед, докторот може за се да праша кое што е како проблематика кај пациентот. Гледачката што вели дали е поврзано тоа што има алергија, односно течење на носот со промени на кожата. Ја велиме атописка конституција, односно кај лицата кои што имаат алергиски ринит или астма, обструкции во детството, тоа сведочи за една пречувствителност на слузниците. Меѓутоа, кај истите имаме и пречувствителности на кожата. Како што се пречувствителни со слузниците, така и со кожата. И тука има плюс еден одреден имунолошки, како да кажам, една дисфункција во која што организмот претерано бурно реагира на одредени алергени од околината, на кои што на други не би им пречеле. И сака незе беше малце покомплексно, меѓутоа во основа сметаме, затоа и кога ќе дојде пациент за прв пат, а има одредени екзематични промени, прво прашуваме дали во семејството некој има алергиски ринит, алергиски реакции, дали има астма или дали има било каква форма на екзема и кожни заболувања. Меѓутоа, тие некои и генетски, нели, што се предусловени, бидејќи, како велиме, наследуваме кожата не можеме да ја смениме во текот на животот, меѓутоа тие некои имунолошки ситуации знаат да се менуваат. Па велиме еве кај дечињата дека атопискиот дерматит го надраснуваат како што растат, бидејќи имунолошкиот систем созрела. Така да. Гледачката била на доктор по убо, нос и грло, сега ако има потреба треба да се посети и дерматолог за да се види дали некакви промени на кожата треба да се третираат. Дали во есенскиот период не е потребна фотозаштита? Многу мина сметаат дека тоа не треба, не е потребно. Колку има вистина во тоа? Генерално фотозаштита е потребна секогаш кога UV индексот е над 3. Меѓутоа, дури во облачни денови UVA зраците се постојано тука. UVB се тие што не топлати, што може да предизвикаат изгореници, меѓутоа сме сведоци дека во нашето поднебје можеме и во јануари, во февруари да имаме доста сончеви денови. Затоа е убаво да имаме навика да го користиме тоа секојдневно, SPF, минимум 30, бидејќи не само што ни помага да го успориме старењето, не штити нели од UV зрачењето, од можни изгореници, го успорува старењето и го намалува ризикот за појава на карциномите на кожа. Исто така и особите кои што имаат, например, хиперпигментација или мелазма, кај нив доволно е еден зрак, значи едно излегување на отворено без заштита за таа да се врати. Бидејќи меланоцитите се тие кои што одговараат како одбранбен рефлекс на UV зраците. И затоа кај нив е уште поважно да не го забораваат тоа, да биде еден вид навика. Кај нив исто така имам препорака од скоро време да и бидејќи сите сме изложени на екрани, на монитори во овој период, мислам општо, видливата и сината светлина од екраните исто така ја промовира хиперпигментацијата и затоа кај нив препорачуваме да биде тој SPF фактор во боја. Бидејќи железниот оксид ги штити, ги блокира и оваа сината светлина и видливата светлина за да не делува стимулативно на меланоцитите. Така да сметаме дека дневната заштита од сонце треба да биде навика. Како велиме, ставете го факторот до четката за заби и нема да заборавате, бидејќи некогаш сонцето знае да изненади, а доволно е една изгореница во текот на животот да понатаму ви се зголеми ризикот за карцином на кожа. А тие се во последно време многу чести, за жал. Така и она што како податок го зборувавме пред почетокот на емисијата, навистина, како рековте, од јануари до сега, кај вас во ординацијата имате откриено? Веќе имаме, значи, повеќе од 17 меланоми и за жал 5 од нив се на возраст под 30-тата. Под 30-тата. Така да и тоа исто така треба да се знае дека карциномите на кожа не се резервирани само за поодминатата возраст. Значи секој треба да биде свесен да превенира, дека е должен да ја заштити својата кожа, за да не се соочи со нешто вакво. Бидејќи последната пациентка кога ја прашав неколку пати колку години имате и не си верував дека се станува збор за 22 годишна. Тоа беше најмладата пациентка.
следната недела 28 годишна, следната недела 29, две момчиња со 29 годишни. Мислам, затоа велам, штитете се и што е најважно, ако забележите некоја нова промена, без оглед дали имате 25 или 55 години, која што расте, се менува, не личи на другите. Мислам, бидејќи генерално тоа се една промена, на цело тело, еве, кај девојчето беше на ногата, една промена, не може да не ја приметите, да дојдете да се провери, да се види што е, бидејќи оној страв работи тука и го ја одложува посетата на дерматолог. Меѓутоа, колку порано се открие и колку порано се отстрани меланомот, особено нели најопасниот карцином на кожа, можеме да завршиме со комплетно излекување. Во спротивност, прогнозите за многу се брзо време лоши. може да прогредира. Значи не станува збор од овие откриени случаи ни за базоцелуларен, ни за планоцелуларен, туку едноставно меланомот. За базоцелуларните се многу почести, Да, не ги ни толку спомнувам, меѓутоа се многу чести и исто така и за нив е многу важно, особено за базоцелуларниот и сквамоцелуларниот кои се во лицевата регија. Лицето го гледате секој ден во огледало. Значи ќе забележите ако е нешто ново. Не го занемарувајте, особено бидејќи е боја на кожа. И сметате дека е некоја бубуличка или нешто иритација, сепак дојдете да се провери. Последната пациентка беше навистина, како да кажам, педантна и самосвесна. Базоцелуларниот беше помал од зрно орис и беше во регија на носот која што е најтешка за третирање. И тука е моментот кај базоцелуларниот на лицето да се отстрани што е можно порано, бидејќи е многу тешка интервенцијата во таа регија и мора да заштедиме на кожа, бидејќи замислете ако се појави тука, ќе го загрази окото. Носот е исто така тешка позиција за да може да се затвори дефектот која ќе се отстрани карцинома. Така да веднаш јавете се. Се што е како промена, веднаш да побараме совет и скринингот ни е потребен со завршување на летото и почетокот на есента. Значи во текот на целата година, кога и да е, треба да направиме проверка, ама можеби нели со завршување на летото да видиме каква е состојбата со бенките. Да затвориме сезоната. Ви благодарам, доктор Верче. Благодарам на покана. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.